Massive Attack се враќаат во Скопје, во градот што го слуша нивниот јазик на бунт и ритам. За Индок тоа е лично враќање, спомен, чувство и звук кој што никогаш не стивнува. Како човек кој што секојдневно се бави со музика, би можел само да квалификувам дека звучеше Веста како Unfinished Sympathy. Тоа е веројатно мојата омилена нивна песна. Беше фасцинантно кога првпат го видов спотот на Teardrop на Massive Attack. За публиката која што не го видела, немојте да се згрозите ако првпат го гледате, али дефинитивно беше нешто револуционерно. Мислам дека до ден денеска Unfinished Sympathy ми е пред се некако парче за мене врежано и од спотот, и од мојот живот, и од некако недовршени цело време работи и контексти. Многу беше убаво некако у бекстејдж, убаво беше да ги сретнеш луѓето што си ги слушал уште од дете и вака да ги видиш пред себе на некако блиска дистанца, или можеби тоа делувало дека они се звезди, но вака кога ќе ги видиш на сцената пред тебе, тие се само толку нормални луѓе со мокен визуелен јазик. Публиката мислам дека и сега и тогаш е секогаш гладна за Massive Attack, затоа што тие не се бенд кој што можете да ги сретнете било каде и кога каде. Пред се да не заборавиме дека они имаат и некои специјални своји услови за да кога идат на турнеи и све останато. Постојат од 1988 година и не верувам дека толку и се патуваат често и патуваат само кога имаат што да кажат. Така да мислам дека публиката ќе добие и нова публика, помлада публика што никогаш не ги сретнала, и дека повторно ќе се појават сите оние луѓе што порано ги имало по концерти и кои што секогаш сакаат да ги слушаат Massive Attack. Ова е многу интересна теорија, затоа што го пратам Бенкси како автор многу години, сум имал среќа да видам и вистински дела на Бенкси. Многу често ги поврзуваат затоа што он се појави во документарецот на Exit Through the Gift Shop, а и каде и да настапуваат Massive Attack, истата вечер се појавува и дело на Бенкси. Значи има некоја конекција и они имаат изјавено дека се познаваат едни со други, но тука има многу и теории дека Бенкси не е еден човек. Така да има некаква поврзаност, но ќе остане само да шпекулираме што е точната вистина, се дека Бенкси самиот тој не ни одгатна дали е тоа вистина.